Добро утро, почитувани слушатели. 5 јуни 2024 година, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Вчера првата кандидатура за председател на СДСМ официјално поднесена до партискиот штаб. Прв се кандидирал известен Златко Ристевски од Битола, активист. Друг никој се нема кандидирано во овој момент, но се очекува денес и утре своите кандидатури да ги поднесат и Славјанка Петровска, Јован Деспотовски и Венко До Филипче. кога е рокот? Рокот е во наредните, ќе ти кажам до кога е рокот. Мислам дека е во наредните 2 дена. Уште денес и утре е рокот. Вчера, денес и утре, така нешто е. Добро. Се очекува да поднесат Венко Филипче и Славјанка Петровска, а енигма е дали ќе поднесе Стефан Богоев. Добро. Тој се уште нема потврдено. Со СДС ли ке отвараме? Не. Еве, кога ќе ги видам овие кои се до сега, се исклучок на Богоев, за кој имам навистина високо мислење, мислам дека СДСМ треба да направи еден свич и за да се спаси треба да има привремен председател. А има ли подобар човек за привремен председател од Бранко Црвенковски? Чекай, знаев дека отвараш, дај сериозни да бидеме, може ли? Зошто што? Абе, ај. Еднаш човек, види се, СДСМ му дал многу на Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски бил председател, премиер. Еднаш Бранко Црвенковски влезе во Аде во Македонија не бил уште архиепископ. Што? Во Македонија Црвенковски архиепископ само не бил. Фактот, не е така се. И тоа беше? Па не. Па не беше се, тоа ти кажам. Ама добро, ама не постои друг човек што во момент може да ја консолидира СДСМ. Ја размислувам за доброто на партијата. Бранко е единствениот човек што може таа партија да ја консолидира. Првиот пат кога направи... Не може, види, знаеш што е, види. Ај сега да бидем искрени. Кој го позна Бранко веќе? Од 2014 е повлечно, така? Сега е 2024, 10 години се. Добро. Кој го позна негово СДСМ? Па го познаваат. Сите овие кои се... Не, во раководството. Сите овие кои се кандидираат биле на еден или на друг начин поврзани со Бранко. Прашање. Славјанка што била поврзана со Бранко? Па била дел од СДСМ кој бил Бранко. Била активистка на СДСМ. На Стефан Богоев му бил идол Бранко. Мицкоски бил поврзан со Лјупчо Георгиевски. Бил тогаш член на партијата. Која е врската меѓу Христијан Мицкоски и Лјупчо Георгиевски? Види сега. Нема, иста е паралелата, така? Разликата меѓу ВМРО и СДСМ е во тоа што ВМРО знае многу убаво да се ослободи од своите икони. И се ослободи, факт. И се ослободи од Никола Груевски, се ослободи и од Лјупчо Георгиевски. Сами се повлекува, се и двајца. После беше ослободјањето што го збориш. Да, ама они се повлекува, ама сакаа да влијаат, останаа со структури така натаму. И во првиот и во вториот случај тоа беше пресечено. Во СДСМ тоа не се случило така. И во СДСМ тоа се уште си тлее. И во СДСМ има простор за бившиот лидер да ја консолидира партијата. Ја не гледам таков простор. Ја не мислам дека Бранко има иднина као политичар повторно да се врати, премиер да стане, да се разбереме. Човекот, мислам дека не ни сака да има таа роља. Но Бранко Црвенковски во моментов е потребен да ја консолидира и да ја спаси СДСМ од тонење. Еднаш тоа го направи. Кога Радмила Шикеринска го имаше историски најслабиот резултат до сега, до сега тачен или го надмина, Бранко улета
и ја спаси партијата и веќе на наредните избори, не председателски, но на парламентарните избори 2011 СДСМ веќе беше озбилен противник. А прашање дали ја спаси? На крај ја направи фаталната грешка, што му ја препушти партијата на Зоран Заев, и сега таа грешка треба да си ја плати со тоа што ќе седне без амбиции премиерски. Ама со кого ќе седне, бе, Љупчо? Со тоа што останало како здраво јадро. Чекај, ама ти кога влегуваш во ваква ситуација, треба да влезеш со тие што таму ги имаш. Кого имаат они таму? Мислам, но не ги познаа луѓето. Како не ги Па познава? кај ги познава? Значи, одсутен, види, може ли некој што бил директор на фирма да се врати во фирмата после 10 години? Тешко. Па ако го познава бизнисот, Ама тешко. Неш, пак мора да се подпре таму на луѓево што се таму. Кого знае он таму? Еден човек не знае сега. Од раководство. Еве и да ги знае. Со кого може да направи... не знае каде оди СДС. Замрзна членство, кога беше? кога беше 2022? со Бугарија, Да, да. 2022, така. Не, Духот на јулските протести што го нели го... Да, претходно 2021 уште. Кога излезе заед со БГНС, само да. микрофон те молам, чекај. Да, чекај да вака. Да. Значи да, со БГНС пак- која беше. Значи, одно 2021 не учества никаде во животот на таа партија. Така е. Како ќе се враќа? Тоа јас се обидувам некако... Значи, пази, без разлика, јас сум бил жесток и остар и како портпарол и како критичар на Бранко Црвенковски. Меѓутоа, факт е дека во Македонија е пример за харизматичен политичар. И талент природен. Сега може да зборуваме тука. Сега многу луѓе ќе се наљутат тоа што го зборуваме. И нека се лутат колку што сакаат. Значи го оставаме тоа како бил он, како резултатите од неговото владење ги оставаме на страна. Во делот на природен талент, како за политичар, извонреден бил. Не може тоа да се спори. Така е. Така. Но сето тоа е во контекст, сето тоа е во некое време, сето тоа е во некој со некои луѓе, ајде така да го кажем, со некоја екипа. Нема он екипа во моментов. Ќе се остави. Како ќе ја се Кога остави? си ти природен политички талент, да, ќе се ама оставиш. има рок на трајање тоа. Има рок на трајање додека Да. се консолидира целата таа работа и после влагаат. Види, ако си присутен и ако си внатре, ако си отсутен, не. Еве, ќе ти го дам примерот кај што бев ја у Бразил. А бе Луло од затвор ја водеше партијата. Да. Како затвореник, сепак специфичен затвореник, поранешен председател, му дадоа право на посети неограничени, па дури интервју ја правеа со него. Овој Глен Гринвалд правеше интервју од затвор со Луло. Ама таму сите присутни зборуваат и така на таму. Шешлет и Текнот Хак водеше партија. Па добро. Пред да му се одцепат Тома Николич и Вучич. Ама сакам да кажам, водеше, беше присутен. Овој го нема од 2014. Од 2021 вика официјално замрзнува членство. Само една работа му ја признавам. Значи, овие 150.000 гласови за СДСМ ќе беа мислена именка за нив. Ќе беа мислена именка и недостижна ако решеше тој со серија јавни настапи да им ја закова она глогов колец во срцето, да речеме да го поддржаше Максо. Јавно. Јавно. Мислам дека не беше подготвен Црвенковски да излезе на тој чекор затоа што сепак ја чувствува некаква одговорност кон брендот, еве така да го наречем на СДСМ. Иако мислам Да, доколку Бранко јавно го направи тоа, овие 150.000. нема какви, нема теорија. Нема теорија. Или пак дали сакаше кон Стево чувствува некоја одговорност, па сега не знам, меѓутоа мислам дека заврши таа приказка. Ама чекај, мислам дека Ивица, заврши таа, да. Гледаш убаво ти кажа. Се ова колку убаво го кажа. Ако сакаш, он можеше да ги уништи. Па кој друг би можел да ја пренес, да ја преземе таа партија, освен човек со таква моќ? Ама како ќе види да превземе, му треба екипа, која екипа? Ке се остави, он има екипа. Па екипата му е кај Максо, Пола и поише. Добро, тој таа Пола што останала, пак ја врати оваа, пак ја прекрема. Не може да ги врати, како ќе врати, не си они на дугме што викаат. Сега влегле во друга приказна, готово е, тргнал возот. Јас имам информација дека искрени поддржувачи и функционери на СДСМ
се обидуваат да направат влијание за Бранко да се врати. Кои се ти искрени, бе, дай малце просветлини нас, молим. Сега не може да ги кажам со име и презиме. Па просветлини, ајде. И има серија на состаноци на кои те го убедуваат Бранко дека тој треба како привремен председател да се врати. Јас само слушнав дека тоа циркулира кој идеја, ама не дека е волку одмакнат. И не верувам дека... ние од идејата, еден слушател вели, ја мислам Златев да се кандидира, никој не се грижи повеќе за СДСМ од Златев денови. И има во тоа вистина. Значи, добро, Игор, така е, се секирам, битна е СДСМ. Има вистина во вашо што го... Да се разбереме со овие кои сега, добро, е Златко Ристовски појма немам кој е. Не го знам, но така што чим ја не го знам, не може ни во СДСМ да го знаат. Но помеѓу Славјанка, Венко и Јован Деспотовски, за кој имам изузетно високо мислење, но мислам дека нема шанси за таа работа. Помеѓу нив тројца, тој е најдобар, ама нема да помеди. А помеѓу овие другиве двајца, како да ви кажам, СДСМ се движи во Вендек. Во тоа на наредните избори да има половина од овие гласови што ги има сега. Сега да бидам искрен. Со лидер на СДСМ Славјанка Петровски или Венко Филипче, ај сега да го тргнам на страна сарказмот, СДСМ ќе биде партија која што ќе има на ранг на гласови слично, малку повеќе или помалку од Левица и Знам, кој помеѓу што освоија сега, значи нивните 60 до 80 гласа, колку имаат двете партии. Што не се малце. Тие гласови тие сега ги освоја. На наредните избори СДСМ ќе има таа бројка што они сега ја има, а они колку ќе имаат, не знам. Не знам стварно. Доколку СДСМ се одлучи за овие два избори, они се движат кон некои 5-6 пратеници. Да паднат од 19, колку што имаат сега, на некои наредни избори на 5-6, со такво раководство. Доколку Стефан Богоев ја преземе партијата, он е баш тоа, јадрото, човек од време на Бранко, кој бил во структурите на партијата, уште како младинец, има пораснато, созреано во таа партија, Стефан Богоев има некоја шанса да остане нови резултат или да го направи малку подобар. Овие, капацитетот им е тој. Чекај. И некаков заменик министер за администрација можен кандидат, Александар Бајдевски. Ја никад чув. Бајдо? Зашо е Бајдо кандидат? За председател на СДСМ. Абе како председател Бајдо нека се прибере таму, он може да он е окей, има во него талент и да напредува. За председател далеку е. Види, да бидеме вака, да бе, сега ми текнува кој е Бајдовски. Види, че партија која можеше да го има Ковачевски за лидер. Не, Бајдо е пристоен лик сега, пази сега, да не збориме лоши работи за него. Он е пристоен човек, окей човек е. Ама... За Димитар Ковачевски е Џон Кенеди се, како да ти кажам. Сега, може би не би го употребил Џон Кенеди, ама е како пристоен човек е. И од владењето него нема проблеми, колку што знам јас. И тој е еден од потенцијалните кандидати. Колку што знам. Интересна, ти викам, јас сметам дека треба да се размисли господинот Црвенковски дали вреди да ја спаси партијата уште еднаш. Знам дека е длабоко влезен во политичка пензија што дури ни на церемонијални настани не оди. Тоа е проблем сам за себе, но дали има одговорност и дали има... Абе, србите го имаат зборот, ние го немаме тој. Како вика, дали чувствува позив? Како тоа, дали има еден внатрешен крик? Зошто е важно СДС? Ај кажи да не значи, зошто да не
пропаднат. СДСМ е важен за македонската демократија затоа што СДСМ има стожерна улога во македонскиот политички систем во изминатите години, доколку СДСМ ја изгуби таа стожерна улога, постои реален ризик таму да на македонската политичка сцена да се пробиваат најразлични радикали, луѓе од кои не знаеме што да очекуваме и така натаму. Мислам дека СДСМ е важно за македонската демократија. Тоа е некое мое гледиште. Добре, ја го знаеш моето гледиште. Моето гледиште е дека можеби подобро е да се изроди нешто ново отколку нешто да се инсистира на минатото. Така мислам. Може грешам. Не знам. Види, секој си има... Да, што ново да се изроди? Тоа е уште пострашно. Најстрашно е што ако не ги спаси Златев СДСМ, нема кој. Добре, можем и ја да станам. Мада ја ако станам лидер на СДС, и ако немам такви... Абе, свртете нешто да кажете што е актуелно во Македонија, не СДС па СДС, вели Трајан. А светот да го фатиме, може ли малку? Ајде, Трајане, кажи ти што е актуелно во Македонија, нели гледаш каква ситуација, нема влада направено, што ќе коментираме? Може ли кадровски решенија што не постојат? Може ли малце светот да го фатиме? Ајде, Ивица. А да удриме една пауза мало? Една малечка пауза, после имаме... Што има по светот? Имаме европски избори, ќе дадеме статистика на големите избори во светот туку што завршија. Тоа се изборите во... Индија. Кој победи во Индија? ВМРО? Абе, ВМРО победи, односно Нарендра Моди. Да. Бангалор е ВМРО-вски град, нели? Бенгалуру е сега, не е Бангалор, нели? Луру, така беше. Ама, интересно е. Интересно е само да представиме статистики, знаеш, кога кажеме организација на избори. Пред паузата, нешто слушатели Ханџиски го предлагаат за лидер на СДСМ. Професорот, ако се нафати, мислам дека и тој одамна излезе. Тој дури излезе некаде од кога стана амбасадор во Атина, значи некаде од 2004 можеби. Он нема допирна точка со СДСМ. Не, допирна точка сега. И тој ги градал таа партија, сега. Не може се каже дека не ја градал. Ама дека професорот сега ќе влегува во, не знам, познавајќи го, тешко. Одиме со брейк, се враќаме по брейкот за Бенгалор било на македонски велот. Не може да Бангалуру го сменија. Беше Бангалор по британски. Нели таму беше Калкута, беше се Колката. Кои беа другите називи? Не е битно. Меѓутоа, нели ги поиндичија или како да речем сега Шутка и Топана имаат една мана што не се во Индија па да види заборев Кришна што е тоа љубов во Весела долина. Се губиш. Буквално се губиш. Да. Кога не си веќе лидер на СДСМ. Тоа оставиш. Одмори ги малце, ајде. Добро. Ивица, европски... Не, вчера имаше соочување во Велика Британија изборно. Риши Сунак наспроти Стермер, лабористот. И иако Риши Сунак ќе му се деси СДС најверојатно, односно ќе губат конзервативците во Велика Британија со огромна разлика. Добро. Веќе е 20% разликата. Да. На анкети. Што е за политички систем кој е мнозински, како што има во Велика Британија, 20% е погубно. Погубно, тоа значи дека ти ќе ги изгубиш. Па може на 90 души се сведат од 500 и кусур. Да. Со други зборови. Но од друга страна, оние проценки за тоа кој победил во дебатата се дека Риши Сунак победил во дебатата. Абе, добро, сега, како ти кажам. Дека бил подобар во дебатата. Битно е кој ќе победи на дебатата или кој ќе победи на избори. Тоа е многу интересно. И на крајот на грижата кој оценува? Лабористите за прв пат во својата историја одбраа еден човек кој е... Втор пат. Не море втор пат, поише пати. Како? Епа, види, тие секојаш кога одбираат некој таков
умерен. После тоа не можат од власт да ги симнат 15 години. Да. И например, еве, можеме да кажеме, Тони Блер на го набрка за да го избркаат од власт, мислам. Не, добро, сакам да кажам например, исто така Харалд Вилсон, Харалд Вилсон и Тони Блер, но Клемент Атли, кој што го ја воведува државата на благосостојбата таму после Втората светска војна. Стермер не е некој, како да кажам, не е харизматски политичар. Он е, многу ми потсеќа на Христијан Мицковски. Он е таков еден умерен. Атли не бил исто харизматски политичар? Дипломатски, знаеш, не е она... Да, нешто вени да се чуце по него. Да, не е таков. Он си едноставно еден рационален типат. Па и од конзервативци, освен Борис, кој беше таков? Добро, сега и Камерун имаше некаков шарм. Ама, да не... други... Лабористите таму секад имале не. Он беше Борис интересен. Од овие што беа се. Мене да речеме секојаш омилен лаборист ми бил Гордон Браун. Не знам зашо. Имал така некој. Да, ама некако... Да, лошо помина. Да. Пошто не е англичаc. Не заради тоа. Затоа што не е тој калибар како што беше Блер. Да. Таму ќе има известна е веќе победата на лабористите. Известно е дека конзервативците ќе изгубат убедливо и они сега после тоа ќе го имаат проблемот на СДСМ, тоа е да најдат добар лидер. Затоа што ама па Кениф е друга работа, Лепчо. Кениф, ако гледаш историски, конзервативците се партија на власта. Нивна е. И не само тоа, идеолошки се многу адаптибилни. Од еден крај до друг крај. Од конзервативизм на една нација што ги зема сите држава на благосостојба, доке Татер па назад, па еве нешто Камерун тоа ти текна зелено кога измисли. Да. Кога смени логото, демек као плаво стебло, а со некао зелено дрво направено. Да. И тогаш бев јас со едни нивни европартеници, уште беа во Европа, а ако ништо друго ми се допаѓа нивниот хумор. И ми вика, ми покажува визит картата, вика, гледа, вика, она што вика никој не заклучува, вика, кога ќе освртиш, вика, од другата страна, вика, логово, добиваш, вика, идеална, вика, четка, вика, за веце шолја. И сега, во нивната, тоа кај нас, нели, кај смееш да каеш, одмак, нели, пораки фрчат, скриншотови, што си рекол кај лидерот, па тука, нели, од тоа се прават драми едно друго, непотребни, тоа и кај ВМРО, и кај за жал веќе, и кај СДСМ, а кај нив тоа е окей, види, затоа што на крајот на крачот битно е, не е битно што се шегуваш со пријатели, битно е како се обнаша политика, да. И сега види и исто се вратат. И ВМРО и лабористите ја имаат истата судбина, тоа е дека добиваат многу кога ќе се ослободат од радикалите. Значи, секоја партија така. Откако лабористите се ослободија од Джереми Корбин, кој ти е као да ти... Види, партија што го вака сега. Знаеш што е разликата меѓу нас и Британија? Партија на естаблишментот овдека беше СДСМ. Партија на естаблишментот во Британија се конзервативците. Да. Значи, овие што го предизвикуваат естаблишментот, секогаш имаат една... Зашто, види, главно народот е конзервативен, не сака многу промени. И секојаш кога имаш партија што го предизвикува естаблишментот, понекогаш, знаеш, ти струи во глава, кој им се намерите, да немаат овие опасни намери. И затоа кога доаѓа некој таков лидер, кој што... Као Джереми Корбин што беше претходниот. Тогаш е проблем, така. Као Љупчо од првата фаза и од последната фаза. А добро, од сите фази освен на нормалната. Као Груевски пред крајот. Да. Тогаш има проблем. Меѓутоа, мислам дека кај нас смени работи. Веќе СДСМ е во смртна агонија, прашање да и со состав што го понуди кадровски овие 7 години не делува дека е партија на естаблишментот. Да, сега види, сепак кога ги правиме сега паралели, така конзервативците не можат да најдат лидери, но ги Ли Страс што е еве на пример да кажеме во што? Во што е за Славјанка Петровска е
онака, као да ти кажем. Во Британија беа овие, кажи ги дека како се вика во Британија, во Франција деголистите нели беа долго време партија на естаблишментот, али веќе не е. Веќе не е, знаеш, онака. Во ајде видиме некои други. Ваму бе ЦДУ беше партија на естаблишментот и уште е во Германија. И така натаму, нели? Но интересно, мене ми се допаѓаат нивните, знаеш, онака традиции, начинот на кој што се прават овие работи. Сега и овој влезе, пак гледам, Најджел Фарадж. Добро, он ќе оди како... Не, он ќе оди да ги дотепа конзервативците. Ќе им ги земе гласовите. Уште толку да ги потоне. Да, не, он иде преку реформската партија, мислам, така беше. Он ја направи. Да. Така што... Упропадна тоа УКИП што беше, нели... Не, ја мислам дека него го однесе во оваа нова партија. Пропадна тие што останаа таму во тоа. Ке видиме, ја мислам дека нема да има некаков голем резултат. Па не, досега не освоил он пратеник. Тоа е таа ригидноста на тој систем. Да. Мислам дека ќе направи, јасно е дека ќе направат лабористите Джандар збира на овие избори. И пак ќе кажам, они дури тоа... И сега по тебе ќе прават тоа референдум или не? Мислам дека не. Ја мислам дека не. И токму поради тоа ќе победат. Затоа што кога одеа тие со филозофијата, се враќаме ние во ЕУ, кога тоа беше на лабористите, нели, реториката, што се случи? Не добиваа гласови затоа што луѓе не ќе се радикални промени, аман се, овие не извадија, вие ќе не враќаат, што ќе правиме, не знаеш? Не бе, испаѓа ко земја на шуличиме, ни води се ни терес. Да. И сега, кога се повлекува од тоа, сега тоа веќе никој не го зборува дека ќе се враќаат во ЕУ, сега зборуваат за приближување, ме разбираш, никој такви работи, усогласување, не знам ти што. Сега веќе никој тоа не го зборува дека они ќе се... Таа дебата е завршена во британското општество, нема враќање во ЕУ. Тоа е тоа. Продолжуваме сами, сега да видиме како ќе продолжиме. Тоа они го сметаат. Мислам дека не само што нема да се вратат во ЕУ, дека работите ќе се останат такви какви што се во таа работа, но ќе се сменат политиките во многу. Да, но може би да влезат пак во единствениот пазар на некој, или да се приближат кон единствениот пазар. Ќе направат, не, знаеш, тоа се они може и да влезат, ама официјално да не бидат влезени. Тоа е Британија. Они секојаш така функционираат. Знаеш, имаат некоја таква и затоа ми се допаѓаат, затоа што ќе си останат независни, ќе влезат, тие дури влегува во ЕУ, без визен режим, немаше за нив. Точно. Знаеш, како во Шенген не влегува или како беше? Кај не влегува, мислам. Влегува, па ама не влегува. Не само тоа. Прво после си побараа назад пари во време на Тачерка, или тоа ребейт што го викаат. Да. Повраток на средства. У Шенген не влегува, во евро не влегува. И не само тоа, вика дека Гордан Браун што го спомена, не му се нидало на Европски совети. Ај што морало, ама гледал клуче, можна пократко да се врати во Британија. Не гледал поента зашто учествува во таа работа. Имаат различна политика и затоа се... Али по друга страна ми беше многу смешно кога онаа функцијата што беше претседател на Европскиот совет. Кога го предложија Тони Блер. Сите рекоа никако. Знаеш ли зашто? Затоа што водел голема земја. И сега он, затоа што водел голема земја, го ставиш на таа позиција. Ке се наметне кој лидер на ЕУ. Ке сака да се наметне, нема да му дадат. И затоа го смирија во амбициите. Иначе види, тоа ќе беше многу интересно. Уште поинтересно ќе беше Брекзит да се случи овој лидер на ЕУ. Тоа што е можно. Све е можно, и затоа ја уживам да ја следам таа политика, но во секој, како што, например, ти иде од нигде, и ти лупа Риши Сунак пред времени избори. Да, може тоа да направи. Знаеш како се прават такени предвремени избори? Едноставно се иде премиерот кај кралицата и вика те молам, свика избори. Толку е. Ама не, сакам да ти кажам, свика предвремени избори Риши Сунак, не е кај кралицата, кај кралот бе, пардон, кај кралот. Леле, знам, 6 години колку време владееше женава. Тоа ти е навика, 70 години. Иде кај кралот, вика кралу свика избори. Ово вика добро, нема проблем. Мислам не е така, ама што е конвенција, така. Така што тие се вака работиве
Таму, се, од тука преоѓаме на европските избори. Почнуваат утре во Холандија прво. Ке тера 3 дена. Што ќе се случи? Најверојатно ќе има ќе има коалиција на конзервативците, центристи од Европската народна партија, на социјалдемократите, на либералите и на зелените. А ништо чудно и по некои од овие од што ги збориме суверенисти, крајна десница и така натаму се придружи кон таа голема коалиција. Во Европскиот парламент ќе има нови звезди. Од она што го слушам дека таму ќе влезе можниот кандидат за председател од кај Марин Лапен, Жордан Бардела. Значи ќе му се даде парламентарна говорница е сцена, ќе му се даде нему во Брисел и во Страсбур. Потоа се зборува дека можно е да извиси оваја Урсула фон дер Лејен. Во последно време се намалува незиниот прашање, значи под знак прашалника, затоа што еден друг сериозен човек е сега промовиран од Макрон и од Франција, тоа е Марио Драги, кој што беше председател на Европската централна банка. А се зборува дека можно е Германија да го земе местото на Борел, односно специјален претставник на ЕУ за надворешна и безбедносна политика, и ако го земе, би го земала Аналена Бербок, сегашнава министерка за надворешни работи на Германија. Така се зборува барем. Сега ќе видиме. Во секој случај тој парламент европски ќе биде крајно десничар парламент во историјата на Европската унија. И ќе видиме што значи тоа за проширувањето. Не, тоа значи дека проширување ќе нема. Види, значи проширувањето не зависи од Европскиот парламент. И ако не, види, тоа што му помага на проширувањето е што Макрон ова му е последен мандат. И после европските избори веќе нема друг посериозен тест за него. Така што, ајде да видиме, може ќе се случи нешто, може би се. Ова нели се кладиме на оптимизам, надежда последно умира. Истовремено две огромни демократи одржаа избори, не знам дали видам. Во неделата победи кандидатката на Морена во Мексико, значи таму продолжува националистичката левица да ја држи власта во земјата, што е интересен развој на настаните. И сега пази, знаеш ли што за мене беше најинтересно? Во 2000-тите и во 2010-тите години, видиш како се менува во политиката. Во 2000-тите и во 2010-тите години 3 партии во Мексико беа клучни. Едната има чудно име, таа па 70 години владеја тие со Мексико. Институционална револуционерна партија. Потоа имаше партија на национална акција и партија на револуционерна демократија. Така ли беше парад? Не е битно. Меѓутоа, тие беа главни партии, главни ривали, очи си вадеа. И кога излезе овој Амло, нели, досегашниот председател, он си направи една партија, па друга партија и така натаму. Овие се обединија и излегува против него. Значи, тоа би било како, замисли сега во Македонија да се... Знаеш која е паралелата? Значи, за 5 години во Македонија да излезе некој, да победи со над 50% разлика, и тоа да ја победи коалицијата од ВМРО, СДСМ, ДУИ, Левица и Алијанса. Тоа да се случи, замисли. Таму се случи. Што е најинтересно, никој не гледа тоа дека во тоа општество ќе читам, затоа што види, сега не го читаш постојано ти што се случува таму, откачи закачи која си од Македонија. Ти знаеш шпански? А знам, да. Колку јазици збориш ти? Шпански, германски, португалски, англиски? Се снаоѓам на француски, не ми е толку добар. Француски, значи 5. Да. Српски, хрватски, не ги рачунам ти, не ги рачунам ти, ајде. Тоа се, знаеш, тие се наши, да, не ги рачунам ти. Преку 10 јазици збориш. Не ги рачунам ти. Црнски, горски, босански, херцеговачки. Јекавица. Да.
Пишувам и на латиница и на кирилица, нели како беше? Не? Јас зборам само Ама тоа што сакам да ти кажеме колку политиката е жива работа. Тук она што го зборевме претходно за дали може да или не може да се врти Бранко. Се замисли излегува лик. А иначе стално беше на избориве некаде на ивица да победи, не победи, одеднашка бам. Влада е 6 години, кај нив еден мандат имаш само 6 години како председател, толку. Не смееш поише. И има некој. И пази, за секоја функција само еден мандат имаш. Тоа е интересно. Меѓутоа, уште поинтересно, таман малце да... Индиски не знаеме. Хинду не знаеме, да. Хинду не знаеме. Да, иако два официјални јазици нели има тамо хинду и англиски. Пардон, два се као национални, а официјални се 20 и кусур. Таква земја, нели? На регионално ниво уште 60 и кусур. И интересен систем има, знаеш како на интеграција. Мора да научиш англиски, мора да научиш хинду, твојот јазик, ако не е еден од овие три, и уште еден што не е твој. Да би Од прво деление, од прво деление, пази. Не, зборам, тоа би било како да речеме у Македонија. Па добро, кај нас бе англиски не од прво, ама од трето. Не бе како у Македонија да биде македонски, албански уште еден, да мора, плюс англиски. Зашо да не беше? Нема ништо лошо тоа. Тоа е убава работа. Да. Мада сега, пошто се приспособуваме сите да се селиме у Германија, може и германски треба да... Германски сега е многу популарен. Во Македонија, да. Во Македонија францускиот бил главниот јазик до 70-тите, потоа станува англискиот суверен. Сега број 2 е германски, но интересна работа шпански расте. И од секогаш, не знам зашто, во Македонија е популарен италијански. Не знам, јас знам дека сега ќе ти кажам, у основно учев француски и денес знам едно 15-20 збора на француски. Това ми е целиот опус. Иако петка, четворка нема лоша оценка по француски. Не, сигурно. Меѓутоа, ајде да видиме. Али вака после се запишав на курс на германски, го поминав тој Е1 како беше, денес на германски уста не знам да отворам. Сега. Англиски у школу никогаш не ми одел нешто посебно. Значи не сум бил меѓу најдобрите ученици по англиски. Денес разбирам, зборувам, читам на академски англиски и пишувам на академски англиски. По минимални нели лекторски интервенции. Добро, ма изложени сме бе на тоа сакам да ти кажам. Јазик не можеш да го научиш ако не го користиш. Англискиот јазик ја го научив у игри, човече. Од World of Warcraft научив англиски. Како да ти објаснам? Не научив у школа. Од World of Warcraft научив англиски. И денес сум стигнал до англиски пейпери да пишувам на англиски јазик од почеток до крај без никаков проблем. Ама тоа е еден мајндсет, знаеш? Да. Тоа е кој ќе се сетираш. Јазиците сватив дека немаат врска со образование. Туку се онака колку ги користиш. Да. Или еден наш македонец што живее у Лондон, од Источна Македонија, еднаш ми има изнасмеано, вика Љупче, нашиот го забораихме, англискиот не го научихме и сега имаме проблем. Сега имаме проблем. Ај сега, вака, значи, Индија се интересно, знаеш зашто? Зашто има електронско гласање. А гласањето кај нив трае 6 недели. И сега сите викаат зашто трае 6 недели? Па милијарда луѓе треба да гласаат. И сега избори кој нас сега. Сега, тоа што полицијата не кажува кои мерки ги презема, не значи дека не се презема. Зависи колку се нервира индискиот Даштевски, колку работа има. Колку има? 2,5 милиона избирачки места има. Не бе, не. 5,5 милиона има избирачки машини. Толку отприлike има избирачки места. 5,5 милиона избирачки места. Машини. Значи 5,5 милиона избирачки машини. Само ни дуи не може да намести избори, да напуни. Сега како гласаат? Како гласаат? Доаѓаш, нели, и викаш, добро, се представуваш, ще наоѓаат нели избирачки список едно друго и ти даваат едно онакво као кертридж. Сега може сменето. На времето беше такво едно што го вметнуваш во избирачката машина. И се зашто има неписмени таму, нели? Тоа што гласаш, нели? Има име на човекот, име на партијата, слика на човекот, символ на партијата и тоа наредени се сите. И ти си притискаш, нели, за кој ќе гласаш. Те регистрираат, го враќаш картриджот, нели, го даваат на друг и тоа така иде. И потоа, бам, ентер само, нели, притискаат и излегуваат резултатите од изборите, иако види, може да побараат после
пребројување. Може да побара. Интересна работа, едно време воведува да мора да се испечати секој и да се стави у башка кутија, колку да се види дали И сега уствари Моди ќе победи, ама ќе нема мнозинство. ќе нема мнозинство. Не, меѓутоа само ти докажам, чекај, 5,5 милиони Избирачки места. Да. Ова е многу интересно. Администрација изборна и полиција која што ги обезбедува бирачките места. Околу изборите колку луѓе се ангажирани? 15 милиони души. Значи тоа е цел Западен Балкан, ајде. 15 милиони луѓе се Да. у ДИК. Да. Боже. За да се случи тоа ангажирани се 400.000 возила. А ти види. Боже. Инаку гласале, излегува 497 милиони мажи и 471 милион жени. Гласале. Скоро милиарда луѓе гласале. 968 милиони имаат право на глас, или да го ставиме тоа перспектива. Значи, ако ја собереме целото население на Америка, на Бразил, на Русија, на Јапонија, И на Европа. на Британија, на Белгија и на Франција, ќе ни фалат уште 5 милиони за да стигнеме до колку луѓе имаат право на глас во Индија. Вие светот ќе го освојат, бе, што ти е? Ме затоа збориме колку Не е ги тоа колку. битно, да. Сега, управо си победи ВМРО. Победи ВМРО во Индија. По Добро. трет пут, да. Моди е ВМРО. Моди, таму, ама да? Моди има проблем сега, затоа што до сега неговата, значи ке нив се огромни коалициишта, таа земја е поделена, нели? Јазично, вако, На 500 милиони ти можеш. Да. На колку милиони? На 900 милиони Да. гласачи. Можеш да гласачки, гласачки, сега. И сега, до сега он имаше мнозинство ко партија, само ко партија, не ко коалиција. Слушај, Да. таму Данела Арсовска, тука има 3000 гласа, таму би имало 30 милиони. Инаку види, Значи, она е супер, само не е во Индија. Да. Да. А проблемот е само кај нив е како британски систем. Мнозински е? Еднокружен мнозински. Тоа е интересно. Да. И сега овие се врати во живот, Конгресната партија на семејството Ганди, тоа е лична партија им е се. Иако ајде вика дека ќе излезат од таа работа, може ќе излезат, Господ знае. А тие сега излегуваат под брендот Индија, така им се вика опозицијската коалиција. И прилично, за разлика од минатите избори кои ги дотепаа, сега се веќе така малце повоедначени. Па ќе видиме. Види, зошто е тоа значено? Светска сила се. Значи, сакале, некеле, како да кажем, кај нив, У замисли... држава која е изборна администрација, луѓе, 15 милиони луѓе организираат избори. Значи, 15 милиони луѓе, у Србија колку има? 6, така? Абе, цел Западен Балкан, со Косово, Македонија, Босна, Црна Гора, да не собереш, веројатно треба и Хрватска да додадеме за да Ние стигнеме. сите да не збереш што се деца и старци, Да, ќе бидеме државна изборна комисија во Индија. баш така. Баш така. Уоу. Отприлика тие се брејките, да. Ова е стварно да Да. те уплаши. И види, не е земја за подценување, бе, нели, ровер однесува на месечината, сега земја што има вселенска програма, што има нуклеарно оружје, не е за подценување. Ти колку им ја еднаш така кога читавме дека во Кина имало 4 милиони професионални пинг-понгари. Значи 4 милиони што пинг-понг играат професионалци со тоа Да. влезени не зборуваме аматериве на страна. треба да се гледа тоа перспектива, знаеш, меѓу другото спортска нација која гледаш, знаеш која е земја најзапалена по фудбал, да речеме, една статистика што ретко која знае. Која? Во Норвешка 10% од населението и мажи и жени се вклучени во аматерски лиги фудбалски. Знаеш ли што значи тоа? Види, прво неколку аспекти. Прво, кој здрав народ се, така? Едно. Второ, кој организиран народ се. Тоа е доброволна работа, аматерски лиги, така? Трета работа, да забораваме, ние сме биле вакви такви, колку дружења има бе таму. Замисли тоа, еднашка неделно ти излегуваш и со луѓе што не ги знаеш, играш фудбал, со луѓе што ги знаеш, после идеш на пиво. Замисли кои врски, колку е тоа општество по Штета што поздраво кај од нас нашето не се општество, прават знаеш. вакви истражувања, иначе ние ќе видиме дека едно 20 до 30, ако не и 50% од македонската популација е нели вмешана во аматерска медицина. Добро, мислиш на тие... Да. Да. Значи
Не, ама види, пази сега, се. некои се они аматери фудбал, ние аматери доктори. Не, ама пази, тоа го правиш доброволно. Тоа го правиш со луѓе што не ти се роднини. Тоа го правиш со луѓе со кои што не мора да го правиш сам, фамилија, мора да се внимаваш, ама сакам да кажам, ти свесно се трудиш со некој да воспоставиш подлабок однос. Тоа е добро и за утре на работно место, тоа е добро и за социјален живот и така натаму. Значи да не подценуваме, тоа сакам да кажам. Значи тој народ тамо Норвешка. да, активно се дружи, тој народ нешто прави тамо, така. Нели таму било депресија си. Каква депресија вие гледаш на еднаш неделно се дружат? Не се дружеле меѓу себе, не се сакале меѓу себе, немало кај нив топлина. Да. Кај нас имало голема топлина, што живееме до 47 години со мајките, 45, Нели? 40 има голема топлина. Кај нас што дома се однесуваме како робови меѓу себе, имало кај нас голема топлина што нема топлина кај нас. Не бе, тоа го кажам. Значи, кога веќе зборуваш, се префрламе од тема на тема, ама убав е мојбетов. Значи, се малце претеруваме, зашто сме политолозија и тие, ама сакаме секој или факт да го гледаме така ни става призма. Што прави тоа за општеството? Мала работа ли е тоа? Кај нас, например, спортските центри е Партизан у Карпус 4, таму кај тебе, тоа е руина, добро сега го прават, гледам. Руина. Да. Инаку ја таму сум видел кој мална гимнастика. Со години руина. Во секоја можна олимписки базен е бил олимписки на времето, сега е жална работа. Знаеш што е жалното таму? Таму се уште има спорт, се уште си тера таа работа. Жалното е што во зима, кога е најпотребно, го затвараат големиот базен. И сега и спортисти врвни, и деца што учат, и рекреативци у малиот базен се принудени да пливаат. Во олимписки зборуваме. Борис Трајковски е многу подобар и Борис Трајковски е сега не дека сме добиле спонзорство, ама и хигиената се одржува, и има топла вода, тушеви, сите тие работи, така што знаеш. Државен нешто спонзорство сме тоа. А државен, не, ово е под концесија, управо си, да. Да, ово е под концесија. Така што прекрасни 50 метарски базени олимписки. Не, види. А овој па знаеш што е направен? Тоа е најинтересно, само придонесот што ја прави езеро Треска. Со те само придонес се прави една спортска сала, не знам која беше, базен има цел во Чаир, што не работи. Значи во моментов да отидеме во Чаир, тоа е срамота да се видите. Значи тоа е базен правен со пари од скопјани. Сега целата инфраструктура е готова. Со мала модернизација тоа може да профункционира, Чаир да добие базен, знаеш. Знаеш како кај нас руина е тоа. Оние, например, сега гледам в Бутел, тоа е добра пракса овој градоначалникот, оние мали детски игралишта, во аеродром функционираат, ама треба и повеќе. Немаме ние култура за спорт. Значи, да се разбереме кај нас, немаме. Не, види, се менуваат работите, станува работата малце по, како да наречеме, повисока, подобра него ли што беше. Ама, еве, кога зборуваме што е добро. Еве, сега има Министерство за спорт, па може ќе опре работата тоа министерство. Ама види, пак е до доброволното. Значи, абе, знаеш како ивица. Знаеш, проблемот е што во Македонија пази, кога некој не ти е Не се слагам. Кога некој не ти е роднина, така? Кога со некој го немаш, нели, така крвен однос, така? Дружењето се темели на некоја доброволност. Да, ама знаеш што, не мора да е на интерес, така, на некоја доброволност. Друга разлика има. Сега ќе ти кажам најотворено. Не е само тоа. Не е само тоа. Друга е работа. Остаи проблемот што го имаме ние културолошки. Ние сме имале многу културолошки проблеми. Сега да бидеме искрени, ние до 45-та година не сме слегле од планинските села. Нашите за прв пат па и од низинските. Па да, и од низинските исто. Ние 45-та дознаваме цела држава и тие што се прават најстари Скопјани, пошто се од Крњево, или од Мичурин, или од некој тамо. Или од Чаир, или од Старо Ново Мало. Да. И тие, и оние што нели се од села, и тие што од внатрешноста, сите колективно во Македонија урбано живење виделе 45-та што е. Пред 45-та тоа било така малку, така никакво. И сега што е проблемот? Ние културолошки сме напреднале сега од зборувам. Некако не сме напреднале, да. Не е толку народот, колку што е проблемот во системот. Затоа што системот треба да ги антиципира овие работи.
Знаеш? Добро. Системот треба да ги предвиди. Системот треба да ги насочи. Системот треба да ги направи. Знаеш како? Еве, која е разликата помеѓу Запад и кај нас сега, нели? Јас сум гојазен, од дете сум дебел. Од дете сум дебел. Не добро да? Добро. На Запад Шо кога имало носиш со тоа? дете на матичен лекар, Добро. матичниот лекар тебе ти зборува за храна. Колку, што, како, те упатува во овие работи. А овде, информациите поврзани со исхраната и облекување на детето, ги добиваш од бабата. Која ги добила од баба и која слегла од... Добро, сменето е малце сега, да бидем искрени. Знаеш, сменето е, но Нели? овде треба да се работи на едукација на луѓето. Види, сменето е сега. На едукација. Не мислам дека е до толку така. Абе, да, ама има простор да биде многу Не има, многу подобро. не се се согласувам. Значи, се согласувам дека пази, Здраворазумски збориме. здравствената култура може да биде многу повисока. Ајде, драматично многу повисока се, може така да кажем, ајде. Ме сваѓаш што ми е Како не те муабетот, разбирам, така, знаеш, дека. И меѓу другото имаше еден прекрасен предмет од твое време кој што знам не постоеше веќе. Кој? Домаќинство. Постоеше? Не постоеше. Какво? Постоеше во наше време. Нас за параспори научија, не за домаќини. Не, домаќинство знаеш што беше? Беше прекрасна работа, на пример. Некои практични работи, на пример, како копча си навезеш од таму до тоа колку пати на денот се јаде, што треба да содржи еден оброк и така натаму. Ова делува смешно, меѓутоа во општества кои што тргаат во модернизација. А дури и во модерни општества, да бидем искрени, такви предмети предонесуваат многу. Еве, на пример, се вели дека во Африка, сега ќе дадем некој пример, таму каде што девојчињата ги образуваат за тоа што треба да содржи еден оброк. Подоцна како мајки раснат здрави деца. А тоа не можело да се прави во Британија затоа што таму нели одамна е тоа, пред 150 години е тоа завршено. Да. Не е поише. Значи, кога влегуваме во овие причи, знаеш, кога што се случило? Модернизација е последниве 200 години во цел свет. Ти кога гледаш слики како изгледале по селата по Франција 500 години, да страв да те фати. Да. Ко наши весела изгледаат? Ко наши весела што изгледале тогаш, не сега. Да. Мислам, голема разлика. Они имаат Но во голема право си дека во тој дел, меморија, во култура тој и дел, така мислам дека едно време позаборавме, мислиме дека некои работи се решени. Момчињата, на пример, укинувањето на војниот рок исто така влие. И војската била школа за хигиенски навики. Заби миење, бричење, туширање секој ден, местење кревет и така, нели? Здрави навики Што ти е на за време? здрав живот. Кај Како нас- да се испеглаш, нели, ако не испегла кошула, ќе го вратат да испегла во војска и така натаму. Дека со паста за заби се мијат заби, а не со паста за бричење и тие работи. Не е смешно, стварно имаше, нели, луѓе кои што во војска учеа што е едното, што е другото сега. Трагично, ама так, чорапи се менуваат еднаш дневно, не знам. Мислам, смешно дело, ама не е баш како ти Да. има луѓе кои што Ова е- не ова е- доаѓаат од ова е средини кои што добар го направиле. коментар. Кажи. Од наш слушател, и сега пар ќе ви прочитам. Кај нас се тепаат во детски лиги, точно. Има такви случаи, тоа многу. Тоа што го збори Ивица го имаше во нашата генерација, затоа имаме пријателство по цело Скопје. Точно. И тоа е точно. Град Скопје мора да има најмалку 20 затворени базени. Па да, со вас популација така е од прилика некој бројот. Не сум слушал Игор вели топка да затропа на улица, ние секој ден фудбал и кошарка игравме. Види, сега времето се менува. Улиците се многу поопасни од тогаш, ама треба да има затворени простори за таа работа. Или оградени, или било како. Ги има, не дека ги нема. Има, ја кога и да поминам покрај игралиште во аеродром, некој нешто игра, Ивица. Не е така остајано? Не е никогаш така остајано, но проблемот е што треба да се инвестира, треба да се следи, треба да се организира, треба ФФМ да биде институција на што ќе работи развој на спортот, а не да се надпреваруваат која генерација, кој председателство таму поише ќе украде. Тоа е, има предизвици, но системот мора Малце да... мора и општини, бе.
тоа да влезат во тоа. А види, тоа што сега дека има во детски лиги и такви, па има сега, како ти кажам сега, машки се Па и у Норвешка тинејџери, се тепаат валјда се. па малце знаеш, сега рипаат малце адреналин, тестостерон и тие работи, нели? И сега има тука све и свашта. Да затвараме дуке, не. Сакаш да кажеш забегуваме више со мобетиве. Ама не, види ова пак да се вратиме. И знаеш што ме радува? Ме радува што овие теми почнеме да ги дискутираме. Во Македонија ова се теми врзани со квалитет на живот. За квалитет на живот зборува најаден народ. Затварај. Во случајов за квалитет на живот разговараат луѓе кои имаат многу маргарин јадено. Што е символ за неквалитет во живот. Добро се смени после и тоа, ајде. Се Сега смени. нема ви сега путер јадеме. Има ако сакаш да земеш, ама Не се знаеме дека е штетно. Знаеме дека е штетно, да. А и во тоа време Али не можам од смртоносните продукти ивица не можам да се откажам од смоки. Тоа е толку смртоносно, тоа е невидена работа. Праженица класична, состав тотално нејасен, што има внатре, особено што пишува со кикирики, а луѓе кои се алергични на кикирики, ја познам ништо не име смоки која јадат, така што кој знае што има внатре. Тоа ми е енигма. Што има во смоките е една белосветска енигма која еден ден можеби ќе да знаеме. Видиш што има во многу производи е белосветска енигма. Добро. Ама не можам да се откажам. За мене беше фрапантно, знаеш, кога открија дека текно кој избио на огромен скандал дека оние познати брендови на јадење дека еден е составот во Германија, друг е у Полска, трет е у Маđарска. Тој скандал беше невиден, ала Нутела да речеме, нели? Да. Испадна дека ваму не се штеди на производи. Страшно. Ама добро, види, и тоа е тема која што треба да се дискутира во Македонија. Што јадеме? Што купуваме од супермаркет? Да, ѓубре што јадеме. Ама има институции што тоа треба да се занимаваат. Да. Ако види, нека продавам тоа, ама нека напише што има. Месото како е, дали е GMO, дали не е GMO, тоа има Нема месо GMO, ама работата е дали е прехранета со се што купувате замрзнато увезено од странство, што е поевтино, е хранета со GMO. Значи немајте сомнеш. Значи затоа што нема современо сточарство во светот без GMO. Ама не е штетно ако толку. Ако купувате GMO. нешто замрзнато, увезено од странство и не е GMO, тогаш сигурно ќе кошта 10 пати поише него ли ова што го купувате. И кај нас, сега сакале неќеле, во ЕУ идеме, нели? Ке дое тоа. Кога сточната храна и за наши во Македонија ќе биде GMO, дали е штетно? Не е штетно, сега за штетно. Меѓутоа ова е дебата. Леле, сега влеговме во силу. Сега кој ќе не распа. Ај ќе викнеме, треба да викнеме некој човек да објасни дека тоа не е. Не бе, ќе викнеме две говеда, едно што јадело GMO, друго што не јадело GMO. Па да се си кажат они, ќе си зборат, нема никаков проблем. Значи, се што купувате замрзнат, увозен, пилешки, стек, е хранет со GMO. Значи, свинското во Македонија, од Канада, од Шпанија што доаѓа, е 100% хрането со GMO. Почитувани слушатели, пред да ослабе Ивица Боцевски, ја не би му верувал за овие совети, но сега е толку посветен на сите тие работи што јас слободно би се подпрел на него да ми даде доручек вечера. Не споделувај приватни работи, нели тука зборуваме. Не е камерава те гледа секој сабајле, се што треба од пред 6 месеци емисија да отворат луѓето на YouTube и да проверат сега да видат дека станува збор за друг човек, сега не е тоа приватна работа. Добро, ама сега сакаш ослабиш, сакаш се здебелиш, ама не, за храна си станат онака до протеини колку до ова јагле, хидрати и све тоа. Навистина ти се восхитувам за тие работи. Јас сум, што да ти кажам. Останете со 98,1, се гледаме утре со нова емисија и нови теми.